Ќе свикате ли ново собрание на Општински фудбалски сојуз за да се инкорпорирате нови делегати? Не, зашто да свикам кога собранието е легитимно и транспарентно. Затоа што тоа е каменот на сопнување. Па треба сами од себе да се негирам и да си едноставно да фрлам, керпа да се откажам од сето ова што сум го работил. Точно дека вие му давате недвосмислена и безусловна поддршка на сегашниот председател Муамет Сеидини за нов председател на ФФМ, она што бевте обвинети дека не ги штитите интересите на Борец, а му давате на како не ги штитам интересите на Борец, кажете ми. Јас пак ќе кажа. Јас ги штитам интересите на сите клубови подеднакво. Јас сум подпредседател на Фудбалска федерација на Македонија. Не, зборуваме како Општински фудбалски сојуз. Само вака да ви кажам, како Општински фудбалски сојуз ги штитам интересите и правата на Борец, тие што му следат. Значи јас се борам да добијат они фер и коректно судење, фер и коректен однос, како што се борам за сите клубови. Понатаму е такмични. Една реченица ќе цитирам господинот Ангјушев, вика: јас не влегувам во работа ако однапред не знам дека сум сигурен победник. Највачката група ги мижи застана зад фудбалот и го поддржа го поддржуваме Кочо Ангјушева, па и јас го поддржувам Кочо Ангјушев, не викам дека не го поддржувам. Има ли човек што не поддржува некој спонзор? Сите го поддржуваме. Не, никогаш ја нема да речам, нити сум рекол лош збор за господин Кочо Ангјушев. Нема ни да речам ни сега. Ама не можам да прифатам да ми нафрла некој кривица дека јас сум крив за нешто што не сум го направил. Дали ова влева надеж дека двете спротивставени во моментов страни ќе се приближат и во интерес на фудбалот во Велес и во интерес на ФК Борец? Во интерес на фудбалот на Велес јас секогаш сум отворен. И ќе направам се во рамките на мојот домен. А да исполнуваме желби, да поништуваме собрание, тоа не може. Тоа знаете како вика, јас давам пари, јас треба да кажам. Се ближи почетокот на вториот дел, првиот дел на првенството кој започнува за неполн месец на 14 февруари. Ангјушев вели дека доколку не се средат односите, нема да продолжи ниту од полусезона да финансира. Уште еднаш ќе ве прашам дали ќе ги искористите овие денови повторно да направите средба, да ги приближите ставовите? Вратата моја за средба е стално отворена за коректни односи. Значи, неприфатливо е да јас го поништам собранието. Това е абсурд. Ако господинот Кочо Ангјушев сметрал дека треба да бидат други делегати кои што ќе бидат застапени по собранието на Фудбалска федерација на Македонија, требало да си даде свој предлог, да остане до крајот на собранието и да даде свој предлог. Може би неговите ќе биле, нели, прифатливи и ќе бидат неговите изгласани. За соработка стоиме. Сите желби кои што ги побарал Борец се исполнети, што на ниеден клуб не му се јави. Од друга страна, пак ќе кажам, ја не гледам пречка каде јас сум, или Општинскиот фудбалски сојуз, или Фудбалската федерација на Македонија, каде што му попречила на Борец или на господинот Кочо Ангјушев да биде спонзор и да спонзорира во Борец.